Во моментот на крштението Христово, Бог за прв пат целосно јасно му се покажува себе си на светот како единство во три личности. Во преданието на црквата ќе го сретнеме следново илустративно изложување. Например, самиот планински извор на реката се разбира во метафорична смисла е Отецот. Течението на реката, кое стигнува до луѓето, е Синот, а самата вода е Светиот Дух. Очигледно не станува збор за три различни богови, туку за еден единствен Бог, за единство во три личности. Од откривањето на едниот Бог како Тројца, гледаме дека Бог не е некакво вкочането постоење, не е неподвижност. Во Бога е полнотата на животот, а животот е движење, откривање, јавување, премостување на онтолошката провалија помеѓу несоздадениот и создаденото. Откровението предпоставува дека некој некому се открива, слободно, неизнудено, ненасилно повикувајќи го другиот да му се одзве во средба, во прифаќање на откровението. Откровението исто така предпоставува живи и слободни личности и од едната и од другата страна. Тоа е заедница на Божјата и човечката љубов, а љубовта предпоставува да се сретнете и во некоја рака да се изедначите со другиот. Бог, создавајќи го човекот, го изедначи во љубовта со себе. Го изедначи во тоа да му биде пријател, да речам некако равноправен во односот со него. Од тука и човекот во тој однос треба да биде подобен на Бога, да не биде статичен, но активен, да не биде тоталитаристички настроен, барајќи во односот остварување само на сопствената волја, но да се сретне со различноста на другиот. Значи, Бог Света Тројца ни се открива нам, а не се затвора во себе, за да си биде доволен на себе. Еден современ патролог вели дека нема ништо поздодевно од тоа да се биде доволен на себе си, илустрирајќи го тоа со човек кој би играл самиот со себе си, но таквата игра би била здодевна, оти недостасува моментот на изненадување од страна на другиот. Еве за нас, луѓето од црквата, се отвараат и водите на нашата логика, затоа што ограничената логика не може да го собере сето ова што се случува на богојавление. Особено современата логика е премногу тесна за да збере вакви небесни нешта. И небесата претходно беа затворени со падот на стариот Адам. Сега новиот Адам, Христос, ги отвора небесата, та со откровението се обновува, се блеска со еден нов начин на постоење. Да се научиме и ние од Богочовекот Христос, да кажам низ активна, динамична игра, како да ги отвораме небесата во нашите срца, за да бидеме деца не на затвореноста и мракот на фолклорното христијанство, туку деца на светлината и откровението.